Додека минувате пешачки премин, не смеете да зборувате на телефон, да пишувате порака или да носите слушалки во двете уши. Истото важи и за велосипедистите и возачите на мотоцикли и електрични тротинети. Полицијата почна со примена на измените во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Полицијата веќе е на терен и постапува, но за сега не ги казнуваат граѓаните, туку само добиваат опомена. Полицајците ќе постапуваат превентивно, односно нема од прв ден да пишуваат казни. Сите граѓани кои беа застанати од полициските службеници добија опомена и така ќе биде во првите 30 на дена. Потоа за секое непочитување на законот ќе бидете парично казнети. Пешачењето со телефон во рака или на уво при пременување пешачки премин ќе чини 40 евра, а возење тротинет, мотор или трактор со користење на електронски уред ќе се казнува со 50 евра. Некои од граѓаните запознаени се дека не смеат да користат телефон или слушалки додека поминуваат, други првпат слушнаа. Не знаев денеска дека почна измената. Не, ама фала што ми кажав. Така ќе го почитувате законот? Ќе го почитуваме, да. Сите се согласни дека ќе го почитуваат законот и се надеваат дека ќе придонесе за поголема безбедност во сообраќајот. Некои од граѓаните велат дека за одредени случаи треба да се има разбирање. Зависи до ситуацијата, ако е нешто многу важно, јас би мислела дека треба да се опрости и да се дозволи. Малце да се попушти, нема толку ептен ригорозно сега. Може би хитно му е на човек, така. Вие зборувате на телефон додека поминувате пешачки? Ретко. Сега Сега ќе пазиме, да, мора да се пази. Нормално, како да не го поддржувам. Тоа е во ред. Тоа е во ред. Секој што се движи низ улица со слушалки на уши, треба одма да престане, затоа што е животот загрозувачки. Одзимаат, да. Многу се одзимаат. Од почетокот на идната година ќе почне да функционира и системот Safe City. Иако се уште не започна да се имплементира, сепак превентивно веќе делува, смета професорката Гордана Лажетик. За оние кои што безобзирно управуваат возило со брзина над 120, да речеме, од дозволената, веќе е нешто што е возилото се претвора во опасно орудие. И тоа мора да биде одземено. И нашата сообраќајна некултура, која што е резултат на општата некултура што владее во државата, едноставно ќе мора на овој начин да се регулира и јас сум среќна што имаме проширена одредба кај безобзирното управување со моторно возило, затоа што некогаш сето тоа и превентивно делува. На почетокот ќе има поголем број казни, вели професорката, но институциите можат да се справат со тоа. Тоа ќе биде во еден дел поголем товар малку на судовите, доколку судовите навистина, доколку луѓето, граѓаните не се согласни да платат глобата, па одат на нисудска постапка. Така што има многу можности како да едноставно сето тоа и не стигне секогаш до суд. Според МВР, целта на овие законски измени е да се намали бројот на сообраќајни незгоди предизвикани од невнимателно однесување и да се зголеми безбедноста на најранливите категории кои се учесници во сообраќајот.